Една недела пред вториот круг од председателските избори во Украина, актуелниот председател Петро Порошенко се појави на дебатата на Олимпискиот стадион во Киев, но не и неговиот противкандидат, комичарот Володомир Зеленски. И двајцата кандидати се согласија да одржат дебата, но не и со датумот, при што Зеленски инсистираше дебатата се одржи на 19 април. Тој победи во првиот круг со голема разлика, повеќето, ако не и сите анкети на јавното мислење, го ставаат пред актуелниот председател. Порошенко, 53 годишен тајкун кој дојде на власт по народното востание во 2014 година, на празниот подиум во стадионот го обвини 41 годишниот политички почетник дека со тоа покажал и сака да ги избегне тешките прашања. Мені не подобається, коли в країні виборча кампанія схожа на німе кіно. Мені не подобається, коли замість участі в дебаті ми маємо віртуального кандидата, який має переконати нас лише з кліпів. Тој рече дека ќе го почитува изборот на украинскиот народ ако Зеленски биде избран за председател на 21 април, но додаде дека е загрижен за иднината на земјата. Звертаюсь до Петра Порошенко. Зеленски, чие политичко искуство е ограничено на играње председател на телевизија, ги избегнува традиционалните собори. Меѓутоа, тој искористи фрустрацијата околу главната политика, војната со бунтовниците поддржани од Кремљ, сиромаштијата и корупцијата, за да го победи Порошенко во првиот круг на гласањето на 31 март. Зеленски рече дека е подготвен да се сретне со председател петок, 2 дена пред гласањето. Поддршката за комичарот меѓу гласачите двојно се зголеми од првиот круг на гласање. Таа сега изнесува над 60%, додека Порошенко има само 24%. Приврзаниците на Порошенко велат дека не сакаат Зеленски да стане председател поради неискуството, но и врските на Зеленски со олигархот Игор Коломојски, кој е собственик на каналот што ги емитува неговите шоу програми.